Објавувањето на каква била информација за златната виза на Венко Филипче според неговата партија е кривично дело. Повторно индиректно признаа дека е автентична и продолжија со заканите кон ТВ Алфа. Документите ги добивме од свиркачи и се од висок јавен интерес, но според нив надлежните требало да испитуваат како работиме ние, а не како нивниот лидер преку само финансирање дошол до визата за да биде извршен директор во Дубај. Чудна логика на социјалдемократите. Портпаролката Богданка Кузевска од партиската говорница повторно ја продолжи истата реторика за некаков приватен Мосад кој делувал во Македонија. Доколку се веродостојни, тоа покажува дека повторно се потврдува тоа што го кажувавме ние. Дека токму работи Black Cube, односно Мосад во Македонија, дека се има соработка со ВМРО ДПМН и дека токму се злоупотребуваат документи повторно на нелегален начин, на она како што го кажавме ние, следење, прислушкување, афери, измислување, манипулации и се она што може да дискредитира една личност. Во СДСМ изгледа не знаат за терминот јавен интерес, затоа што Филипче е политичар, поранешен министер и актуелен претседател на партијата за која самиот тврди дека е најголема опозицијска во државата. Според социјалдемократите, целта на објавувањето на златната виза била за дефокус на јавноста. Двете варијанти подлежат на кривична одговорност. Доколку се фалсификувани. Некој ги фалсификувал и некој ги искористил за да прави манипулација во јавноста, односно дефокус на се она што се случува во владата на ВМРО ДПМН, за да се покријат сите тие теми за кои што ние зборуваме како денеска за сиромаштијата, да се зборува токму за тоа што го објави телевизија Алфа. Иако СДСМ најави дека ќе поднесе кривична пријава за Алфа во рок од 24 часа, од нејасни причини тоа се уште го немаат направено. Инаку на темата виза, Филипче уште лани се демантираше сами од себе. Прво немал, па имал зашто бил доктор, за после да биде објавено дека била за да биде извршен директор во Дубај на 25 април 2025. Прво немаше, за само 2 недели подоцна да каже дека имал, но ја добил бидејќи бил стручен како доктор и неврохирург, па преговарал за работа во болница во Дубај, а не за да биде извршен директор, како што е наведено во документите.